Во 2015 година, користејќи мојата лична заштеда преку заработена од програмата Work and Travel во САД, како почетен капитал, на 24 години го започнав мојот прв бизнис. Најпрво, бизнисот ми беше за онлайн продажба, односно направив веб продавница која функционираше на ниво на цела држава. Меѓутоа, со тек на време најдов нешто што многу повеќе ме интересираше отколку онлайн продажбата. Тоа беше дигиталниот маркетинг, односно тој аспект бизнисот. Во 2018 година ги имав првите вработувања во фирмата. Претходно најмногу работев сам и тимот почна да расте. Тогаш ја увидов и можноста за да започнам и академија за курсеви во Струмица, бидејќи во тој момент немаше таква опција. Аз знаев дека младите луѓе сакаа да направат, да доградба на своите вештини, сакаа да научат нешто ново. Ковид кризата за нас значеше екзистенционална криза, да речам, на бизнисот, бидејќи во март 2020 година маркетинг агенцијата во рок од една недела изгуби 70% од клиентите. Меѓутоа, за кратко време, тоа ни отвори многу можности и имаше значителен раст на бизнисот во споредба со претходните години. Доколку би можел да се вратам на почеток на бизнисот, дефинитивно би направил неколку работи различно. Најпрво, што порано да научам да делегирам правилно, тоа многу разлика ми направи во бизнисот. Исто така, да прифатам дека предизвиците и промените се нормално нешто во бизнисот и секако да можев да научам порано да работам на бизнисот, а не во бизнисот. За младите би сакал да им порачам дека доколку имаат идеја, да не одложуваат и да не губат време. Мој став е дека што порано да почнат и да бидат упорни во тоа што сакат да го направат, бидејќи кога се млади, последиците се многу поограничени, грешките немаат преголема штета, значи грешките се учат и има шанси сето тоа искуство и знаење што ќе го соберат како помлади да им значи многу повеќе во понатамошните години.